Добар ден, драги мои, добре дојдовте во новото издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, а ова е вашето омилено шоу. На денешното мени имаме интересни раженчиња од говедско месо со додаток на бубрежна лој и ќе направиме многу интересни гарнири како карфил потпечен со моцарела и сирење од бимилк. Многу интересно, многу вкусно и пред се многу едноставно. Веднаш почнуваме, бидете со нас. Денес подготвуваме јадење кое спојува едноставни состојки и силни вкусови. Говедски раженчиња, сочни и меки, со гарнир од печен карфил, облагороден со моцарела, сирење и павлака, а се заокружено со класичен метердотел. Комбинација што изгледа едноставно, а носи многу слоеви вкус. Денеска, драги мои, ќе направам одлично јадење кое верувам дека на сите ќе ви се допадне. Ќе го направам со говедско месо и со бубрежна лој. Ќе направам одлични говедски раженчиња во комбинација со печен карфил, со моцарела, сирење од битолска млекара и се разбира нивната препознатлива кисела павлака и еден многу убав метар дотел, путер метар дотел, што значи путер по кој сме додале свежи зачини, кој кога ќе се растопи над раженчињата, ќе имаме одличен дополнителен вкус на денешното јадење. А како се прави тоа? Гледајте ме сега, за тоа што овој пат воопшто не е лесно. Меѓутоа, со многу внимание и со големо трпение и вистинска желба ќе го направиме баш онака како што треба. Што се ни е потребно? И секогаш прво почнуваме од делот на месото, за кое секогаш ни е потребно најмногу време. Имаме едно парче говедско месо, кое не е од оние квалитетните искапите, него обично говедско парче месо од вратот. Јас сега ќе го исечам убаво на два дела ова парче и се што треба да направиме ќе го ставам меѓу две пергамент хартија за печење и добро ќе го истенчам со помош на моето чеканче. Не брзајте, уживајте за тоа што само тогаш ќе испадне како што треба. Ете така, веднаш ќе го зачинам со сол и секако со црн бибер, меѓутоа ќе му додадам и дополнителен вкус од зелен бибер, малку посвеж од овој црниот. Погледнете како снег во зима. Вкусот на биберот, овој пат месото ќе го направи да биде многу повкусно него вообичаено, затоа што кога ќе ги испушти своите етерични масла, доаѓаме до една совршеност, една мала пикантност, која верувам дека на сите нас ни одговара. Меѓутоа, ајде да продолжиме со работа. Ете така, убаво вака стиснете го и со помош на чеканчето, за ова ќе ви бидат потребни 10 минути. Верувајте, затоа што не треба, морам да ставам и најлонска фолија, што заборавив да ви кажам, пошто само вака ќе се искине пергамент хартијата. А најлонската фолија буквално ќе ја заштити од кинење. Пред да почнам ви кажав дека имам денеска многу работа. 10 минути, полека, со многу големо внимание и видете од тоа мало парче. Мевце што се случи? Се прошири, се истенчи баш онака како што ми треба за денешниот рецепт. Идеално. Сега имам друга работа. Ова месото ќе го оставам тука. За тоа време ќе ја земам бубрежната лој. Зошто бубрежна лој? Како велат луѓето, те чувам како бубрек во лој. Затоа што бубрежната лој е единствената лој од говедското месо која многу лесно и едноставно се растопува и може да навлезе во месото и да го направи да биде многу сочно, а пред се и многу вкусно. Сега, со помош на оштар нож, како и секогаш, ќе сечам многу тенки парчиња од бубрежната лој и
ставам врз месото. Меѓутоа, повторно ќе додадам малце бибер. Биберот е главната звезда во ова јадење, затоа што ни треба неговиот вкус. Кој ќе ја пушти аромата, едноставно ќе стане неодолливо. Супер. Сега ќе додадеме и малце сол. Така. И полека ќе почнеме да ја ставаме бубрежната лој врз месото и сега ќе ја замоткаме на крај во ролат, ќе ја исечеме на парчиња и ќе ја ставиме на стапчиња за раженчиња. Потоа ќе ги испечеме на средна температура полека. Има да биде како путер. Меѓутоа, додека јас ова го правам да не го губам времето, овде ставив вода да зоврие и сега во нејзе ќе додадам сол. Ете така. И ќе го ставам карфиолот. Меѓутоа, само да го обариме. Не смееме да го свариме, затоа што тоа ќе биде мек и ќе се распаѓа. А ако малце само го обариме, а потоа го ставиме заедно со сирењето да се потпече во загреана рерна, има да биде одлично и како изглед и како вкус. Секако за оние кои го сакаат, нели, карфиолот. Ја мислам дека сите ние го сакаме затоа што сме навикнати на тој вкус. Иначе, морам да ви кажам кога станува збор за американски бургер. Бубрежната лој и таму е главната звезда. Месото е секако чиста кртина од делот на ружа, меѓутоа одреден процент се додава во месото за да добие таа сочност што ние сите ја сакаме кога го јадеме, нели? Ајде ова да го наредиме. Само по еден ред, не ставајте повеќе од еден ред затоа што нема да го добиеме она што ни е потребно. Исчуканото говедско месо се претвара во голема, рамна површина, подготвена да пие вкус. Тенките ленти бубрежна лој се редат врз него. При печење, тие тивко ќе се растопат, ќе навлезат во месото и ќе му дадат мекост, сочност и длабочина што се чувствува во секој залак. Бубрежната лој ќе ја вратам, а сега ќе го земам месото, ќе го покријам со најлонска фолија и многу нежно ќе се обидам оваа бубрежна лој да ја стиснам малце со чеканчето за да ја спојам со месото. Во овој случај навистина многу важно. И многу нежно. Боли малце раката додека го правите ова, ама да знаете, крајот секогаш го краси делото. Сега внимателно извадете ја најлонската фолија и што треба да направиме? Треба повторно да ја зачиниме со сол. И секако уште малце бибер. Всушност, зошто додавам толку бибер? Затоа што биберот ќе го однесе тешкиот мирис на говедското месо или на бубрежната лој и ќе дојде многу избалансирано за јадење. Сега, повторно, ќе земам најлонска фолија, ќе го направам ролатот и ќе го стиснам добро. Вака да си направам само простор. Сега многу внимателно ќе го трнеме од хартијата за печење, бидејќи е залепено за нејзе. Меѓутоа, после многу нежно да го вратиме на најлонската фолија. Одлично. И сега, затегнете ја малце, ова да го трнам. И сега доаѓа оној најважниот дел. Полека, со прстите, ќе го ставите, вака ќе го завиткате првиот дел од говедското месо, со бубрежната лој и ќе го измазните, ќе го стиснете малце. Потоа ќе свртиме уште еден дел и
тој така исто убаво ќе го стиснеме. И така до крај. Помагајте си со најлонската фолија, затоа што таа ќе ви помогне да направите многу убав ролат. Погледнете. Така, ова е добро, а јас морам да направам нешто со карфиолот, затоа што веќе е обарен. Погледнете што убаво изгледа. Сега само да го извадам. Вака. И ќе го ставиме овде во тавче во кое претходно додадов исто така хартија за печење. Обарениот карфиол, нежен, но подготвен за трансформација, оди во рерна. Топлината ќе му даде златна боја и блага карамелизација, правејќи го совршена подлога за кремастите додатоци што следуваат. И никако не смееме да заборавиме и него да го посолиме дополнително и секако да му додадеме од зелениот бибер. Сега ќе го оставиме малце да се подолади, а јас за тоа време ќе го свиткам убаво говецкото месо. Одлично. Сега ќе го оставам малце вака, а сирењето ќе го додадам во еден длабок сат. Моцарелата ќе ја исецкам многу ситно, само да земам нож. Одлично. Како замирица карфиолот, јас всушност многу сакам карфиол, затоа што е навистина сезонскија и сега е највкусен. А и цената му е идеална за секого, нели? Овде ќе ја додадам моцарелата и сега со помош на вилушка ќе го испастирам малце, а после ќе го спојам со кисела павлака, од кого ако не од нашите пријатели од Бимилк. Верували или не, во нив ќе додадам уште малце бибер. Ете така. Сега ќе си земам павлака. Ќе додадам една голема лажица, не повеќе, затоа што овдека главно е сирењето, а павлаката само надополнува и како и секогаш дава една мала киселост и свежина. Токму она што ни е потребно. Каква смеса испадна за мерак. Иначе, овој карфиол е многу препознаен во светот, што се прави на исто овој начин, меѓутоа со козјо сирење. Вистински деликатес ќе го направиме некогаш и со козјо сирење, меѓутоа денеска сакав да го направам со најубавото сирење од имлек. Така да, еве се вака. Ставиме по еден дел на секој парче карфиол, тоа кога ќе се растече, кога ќе се потпече, има да биде за мерак. Сега, веднаш го ставам да се пече на 220 целзиусови степени, околу 15 на минути. Сега, се што треба да направам, моето специјално тавче, за да можам добро да испечам парче месо, го имам секојаш во кујната и со задоволство готвам во него, затоа што е навистина идеално. Температурата ќе биде ниска, убаво да се загрее тавчето, а потоа ќе наместиме да биде на средна температура, затоа што тоа ќе биде температурата која ќе биде идеална да ги испечеме овие превкусни раженчиња. Откако го завиткавме месото заедно со бубрежната лој, еве погледнете како изгледа, ќе земам ставчиња за раженчиња. Меѓутоа,
Прво, ќе го исечам месото на парчиња околу сантим и пол, што е сосема доволно. И погледнете што добивам. Контрастот зборува сам за себе. Белата бубрежна лој и темното говецко месо, внимателно завиткани во круг. Визура што најавува сочност, структура и раженчиња со карактер. Без разлика што е говецко месо и што многу често ни е потребно многу време за да го сготвиме. Овој пат, замислете кога ќе се растопи бубрежната лој, кога ќе навлезе во месото и ја погодиме температурата на печење. Верувајте дека нема да ни биде потребно многу време, едноставно да се испече по 3-4 минути од една страна, од другата страна исто така 3-4 минути, и она што е најважно за говецкото месо е да го оставиме да отстои онолку време колку што се обработувало термички. Ете така, ајде сега да видиме како ова ќе го изведеме. Погледнете уште еднаш. Убавина. Ајде вака да ги споиме убаво. Исечените парчиња од ролатот се боцкаат на стапче за раженчиња и се печат во тавче на рингла. Со левата рака држете го цврсто садот и полека ротирајте во круг, а со десната рака измешајте ги сирењата, со што ќе добиеме одличен прилог за нашите раженчиња. И секогаш стапчињата за раженчиња ставајте ги во средината на месото. Одлично. Ајде така. Стиснете ги и оставете ги вака на страна. Тавчето полека си се грее. Не сакам ни да зборувам колку уживам во се тоа што го правам, погледнете како испадна. Одлично. Одлично. И масло, путер, овој пат ништо не додаваме, за тоа што самото месо си има доволно количество на маснотија, кој ќе помогне многу добро да се испржи, за тоа што маснотијата секогаш е најдобар спроводник на енергија. Еве го звукот кој мојот пријател Мауро од Италија го вика Sound of Love, или звукот на љубовта. Говецкото месо или говецките раженчиња се скоро готови. Јас сега ќе одам да го извадам карфиолот за тоа што е готов. Оу, како се потпекол за мерак. Ќе земам путер метар дотел, кој го имам од претходно направено, како што кажав, путер разматен, и во него додавам малце лукче и свежи зачини, кои идеално го надополнуваат вкусот, а и верувајте, токму тоа му е потребно на ова говецко месо. Сега ќе исечам неколку парчиња. Одлично. Ќе го ичистам од најлонската фолија, тоест ќе ја остранам многу внимателно. Овој путер, откако ќе го направите, многу пати сум кажал, можете да го чувате во вашиот фрижидер за замрзнување, а пред да го употребувате, 20 на минути извадете го да омекне, колку да може да се исече. А потоа, завиткајте уште еден слој фолија и веднаш вратете го во замрзнувачот, за тоа што така долго време ќе го имате и ќе може да го користите комплетно. Сега, ајде да го трнеме говецкото месо. Испадна одлично. Говецките раженчиња овде ќе ги додадам, колку се сочни, само да ви кажам, за мерак. Ќе додадеме
печениот карфил. И на крај ќе додадеме од путерот, убаво да се растопи. А јас ќе направам и уште едно мало трикче. Во моите малечки тавчиња од Берлингелцеријата ќе исечам уште 2 парчиња од путер метар дотел, од зачинетиот путер, и малце ќе ги растопам. А од кога ќе ги растопам, ќе ги прелијам врз карфиолот. Овој путер што е овде ќе биде дополнителна арома кој, верувајте на сите, ќе ви се допадне затоа што е идеално како вкус. Ајде сега, нека се загрее, нека се стопи и да пуштат етеричните масла од свежите зачини. Ќе го дополниме вкусот. Идеално. Токму тоа што сакав. Постепено. Шубаво замириса и на лукче и на зачини. Уживајте додека готвите, затоа што тоа е тајната на успехот, верувајте. И сега прво ќе додадам врз карфиолот, а потоа и врз месото. Исклучете го огнот и, драги мои, нека ни е на здравје. На крај, раженчињата се сечат и сервираат со печен карфиол, растопени моцарела и павлака, но и нежен метар дотел, кој ги поврзува сите вкусови. Јадење кое покажува дека со вистинска техника и баланс и наједноставните состојки можат да блеснат. Говедски раженчиња. Едноставно, лесно и превкусно. Карфиолот, печен со моцарела и сирење од бимилк, навистина превкусно. Направете го дома и вистински уживајте. А додека размислувате што, како и зошто, посетете ја нашата веб продавница, таму ги има сите рецепти, па можеби ќе ви текне и некоја друга идеја. Затоа бидете секојаш со нас, бидејќи ние и постоиме за вас. Имајте убава и пријатна вечер и секако една голема благодарност до Центарот за физикална терапија доктор Ели Беланова од населба Лисиче, што се грижи за секогаш да бидам во топ форма. Добра ноќ!